Сакам на почетокот на ова наше заедничко обраќање пред вас, заедно со председателот на Република Косово, да нагласам дека остваривме средба како лидери на две држави што немаат отворени прашања. Позитивните и конструктивните билатерални односи, соработката на сите нивоа остварени досега не охрабруваат да одиме чекор понатаму, да отвориме нови можности за натамошно напредување и продлабочување на нашите меѓусебни односи. Такви можности се отвараат со заедничката подршка за отварање на граничниот премин Белјаковци-Станчик, како и со неопходната инфраструктурна поврзаност, какво што ќе се оствари со изградбата на делницата на автопатот Блаце-Скопје. Убеден сум дека тоа ќе интензивира економската соработка и ќе го зголеми обемот на трговијата меѓу нашите две земји. Добар чекор напред ќе биде воспоставување на мешовит комитет за економска соработка и други заеднички комитети за идентификување на дополнителни заеднички проекти, како и за градење заеднички стратегии за подобра интеракција помеѓу деловните заедници на двете земји. Енергетското поврзување и енергетската соработка е секако еден од нашите заеднички приоритети. Косовскиот лигнит за македонските компании како заеднички проект е од особено значење. Истовремено, Република Македонија ќе иницира изградба на гасоводот за Косово. Сигурен сум дека реализацијата на една таква можност е остварлива во рамките на Берлинскиот процес. Сите овие иницијативи и многу други ќе најдат место на дневниот ред на нашата заедничка владина седница која ќе се реализира наскоро. Важна и заедничка точка во нашето поврзување е и регионалната соработка и интеграцијата во Европската Унија и НАТО. Тоа е нашата стратешка определба, за која веќе имаме потврдени позитивни искуства. Тоа е резултат на нашиот пристап во овој процес. Тој е многу отворен, конструктивен и искрен, без никакви скриени агенди. Република Македонија го поздравува тековниот диалог меѓу Приштина и Белград. Напредокот во таа насока го сметаме како клучен за одржлива регионална стабилност и развој. Македонија го поддржува позитивното решение за Косово. Решение кое ќе ја унапреди состојбата и благосостојбата и на албанците, и на србите, и на другите граѓани на Косово. Решение кое што ќе го зајакне мирот, стабилноста и просперитетот на Косово, на Србија и на целиот овој наш регион. Многу е важно лидерите во регионот да бидат обединети во сите цели, а тоа е одржлив мир, економски развој, регионална соработка и секако членството во Европската Унија. Знаете дека се гордееме со изнаоѓање на решенија низ диалог. Тоа го покажавме со Бугарија, го покажавме и со Грција. Свето тоа го поддржи и го поздрави. Го поздравувам диалогот што се имплементира помеѓу Косово и Србија. Македонија поддржува позитивно решение со Косово. Решение кое што секако ќе унапреди состојбата и на албанците, и на србите, и на другите граѓани кои што живеат во Косово. Решение кое што ќе биде добро за еднината на Косово, но и на целиот наш регион. За мене е важно сите лидери во регионот да останеме обединети околу испорачувањето на заедничките цели кои што ги има целиот наш регион, а тоа е траен мир, економски развој, регионална соработка и членството во Европската Унија. Среќен сум што председателот на Косово, како вистински представник на земја, пријател, дојде денеска да не охрабри, но и да не смири, односно да испрати порака до граѓаните на Република Македонија, дека низ диалог се обидува да изнајдат решение помеѓу проблемот кој што постои помеѓу Белград и Приштина, но решението секако ќе биде од аспект безбедно, грижливо, пријателски за Република Македонија, како и за целиот регион. Затоа останува наша страна како вистински пријатели да возвратиме на охрабрувањето на низ диалог, да се најдат решенија кои што секако ќе ги одржат конечните цели на целиот регион. Уште еднаш потенцирам траен мир, регионална соработка, економски развој и членството во Европската Унија.